Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Од викендот започна да се применува одлуката дел од главните улици во градот да станат еднонасочни. Според Општинскиот совет за безбедност, се уште се разгледуваат ефектите од примената на новиот режим на сообраќај. Од овој викенд во сила влезе одлуката за измена на режим на сообраќајот на неколку централни улици во Кочани. Предлогот, што пред повеќе од половина година се разгледуваше и се најде на јавна расправа, веќе почне и практично да се применува. Со одлуката воведен е еднонасочен сообраќај по целата должина на двете улици покрај Кочанска река, па сега во еден правец се вози по улицата ВМРО од двојниот мост до плоштадот, а обратно од плоштадот до кружниот тек кај полициската станица целосно еднонасочна е кеј на револуцијата. Исто така, еднонасочен сообраќај има и на улицата Доктор Николик во правец север-југ, односно од Црвен крст до управната зграда на комуналното предпријатие Водовод. Од Општинскиот совет за безбедност за патниот сообраќај велат дека се уште тече периодот во кој трае прилагодувањето на измените. Очекувам веќе од граѓаните да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци и да се раководат споредно на што е пропишено сега со решението на градоначалникот на општина Кочани. Навремено е поставена и хоризонталната и вертикалната сигнализација и значи веќе не гледаме пречки зошто да не се почитува тој што режимот како што е поставен според сообраќајните правила и прописи. За очекување значи да имаме и позитивни и негативни реакции, меѓутоа треба да оставиме малку простор и време да видиме дали предложеното решение ќе функционира. Според мене би требало тоа да функционира со одредени аномалии кои што мислам дека доколку ги воочиме да бидат ќе бидат санкционирани. Значи можно е да има одредени корекции на некои крстосници за понепречено одвивање на сообраќај. Со одлуката има промени и во одвивањето на градскиот превоз, односно постојките ги заменуваат местата и се префрлаат од спротивните страни на улиците. До крајот на месецот полицијата само ќе ги предупредува, но нема и да ги казнува возачите за грешките на еднонасочните улици. Од 1 март пак ќе мора да се почитува новиот режим за еднонасочен сообраќај. Градоначалникот Ратко Димитровски на средба со новинарите даде отчет за работењето во текот на изминатиот 4-годишен мандат. При тоа направи краток осврт на реализираните проекти со средства од општинскиот буџет и со подршка од државата и од меѓународни кредити и донации, а најави и нови инвестиции што треба да се реализираат во иднина. Од првиот момент во вториот мандат работиме одговорно, транспарентно и отчетно, со обврска да го спроведеме ветеното и на граѓаните да им обезбедиме пристоен живот и сигурна иднина, рече градоначалникот Ратко Димитровски, обраќајќи се пред локалните медиуми во својот отчет за работењето во изминатите 4 години. При тоа се пофали дека една од главните задачи било асфалтирањето улици и патишта, при што ги потенцираше проектите на кои се работело, а за кои граѓаните повеќе пати досега беа информирани. Се задржи и на проектот за изградба на пречистителната станица и колекторот за отпадни води со швајцарска донација, како и за почетните работи за браната Речани, што според него треба да биде издигната до 2021 година. Во обраќањето, Димитровски потсети и на реконструкцијата на уличното осветлување и на подобрувањето на условите за развој на планинскиот туризам на Пониква. Исто така тој се осврна и на изградбата на објекти за згрижување на најмладите, на подобрувањето на условите за живот на ромската заедница, како и за реализацијата на неколку проекти од областта на културата и спортот. Според Димитровски и на економски план имало добри постигања, пред се со странските и домашните инвестиции. Холандската Антура, современа лабораторија која произведува семенски материјал за украсни цветиња, која веќе се проширува со нов погон за уште 300 нови вработувања. Компанијата за производство на кабли за автомобилската индустрија и антенски структури Анфенол веќе има 1400 вработувања. Овде се и новите инвестиции, како што е рестартирањето на Руен преку Руен Инокс Автомобиле, Левидија Агро, Дима Фейшн, Хипотерм, Гирловс, Унитрейд 2002 поранешна хартија, Нидо ГТ во кругот на Руен, па и Лукойл и Тинекс, кои сите заедно веќе вработуваат над 1400 сограѓани. На крајот од отчетот, градоначалникот Димитровски спомена дека и во наредниот период, како приоритет остануваат проектите за изградба на експресниот пат од Штип до Кочани, завршувањето на пречистителната станица за отпадни води, изградбата на браната Речани и подобрувањето на туризмот, се заедно за да се создадат услови и за поголема вработеност. По освртот за работењето во вториот мандат, Димитровски одговараше и на прашања од новинарите.
При тоа не даде прецизен одговор според кој критериум општината дава финансиска подршка на медиумите. Општина Кочани нема воспоставено правила и критериуми според кои ќе ги распределуваат дел од парите на граѓаните наменети за себе промоција или за јавно информирање. Поради тоа се случува некој да добие се, а друг символична сума или скоро ништо. Тоа го потврди и првиот човек на локалната самоуправа, кој на новинарско прашање за давањето пари на медиумите од општинскиот буџет рече дека општината склучува договори за закуп на медиумски простор. При тоа не кажа ниту приближна сума што во изминатите 4 години се потрошени за таа намена, оправдувајќи се дека негова определба била јавност во работењето. Ние се погриживаме да ги пренесуваме директно седниците на Советот, значи да се отвори, да може да граѓаните дознаат што се случува, како се случува, меѓутоа и тоа го надоместуваме со закуп на простор кој што е наменет за таа намена. За жал Димитровски не ја кажа вистината до крај, посебно во делот на пренесувањето на седниците на Советот. Тие воопшто не се емитуваат во живо, туку со снимка што се емитува одложено. И за тоа општината си плаќа. А градоначалникот заборава дека Канал 8 телевизија уште пред 5 години понуди во директен пренос и тоа бесплатно да ги емитува седниците на Советот, со што ќе се постигне автентичност и ќе се избегне можноста за евентуално кратење или преуредување на снимките. Општинската власт тогаш ја отфрли нашата понуда како економски неоправдана, веројатно повеќе загрижена дури од нас самите за нашето работење, без да бараме пари за услугата. Уште понепрецизен Димитровски беше во одговорот според кој критериум се делеле општинските пари на медиумите. Критериумите ги правиме на тај начин што кој постоеше у тој момент се продолжува договорите со тие медиуми. На последните 2 години имаме распишани тендери кои се јават на тие тендери, кои добијат на тие тендери со тие работи. И во овој случај Димитровски како да заборава дека скоро го потроши вториот свој мандат како градоначалник, а за сите тие 8 години вели дека само 2 пати објавил тендер за медиумски услуги, што значи дека останатите 6 години тој склучувал договори во 4 очи со нему блиски или медиуми за кои самиот проценил дека треба да добијат подршка од општината. Според официјалните податоци, добиени од општинската администрација, само во 2015 година за локалните медиуми од буџетот биле потрошени над 900.000 денари, од кои поголемиот дел или над 860.000 се за една телевизија и 52.000 за едно радио. Канал 8 во истата година добила сума од само 6.000 денари, исто колку што и платила на општината за фирмарина. Кога го доби мандатот пред 4 години, Димитровски рече дека ќе се грижи како татко за сите граѓани во општината, но според прикажаното излегува дека во случајот не сака да биде ниту очув. Доволно е само да ги праша своите колеги градоначалници од другите општини каде има повеќе медиуми, за да види дека таму средствата се распределуваат според рамномерен критериум во интерес на јавното информирање на граѓаните. 118% изнесува вкупната наплата на данок на имот од граѓаните на општина Чешиново Облешево во 2016 година. Наплатата на данокот на имот пак за правни лица реализирана со 68%. Вкупната реализација на наплата на данок на имот од граѓаните на општина Чешиново Облешево процентуално изнесува 118%, на данок на имот за правни лица 68%, а комунална такса за фирма со 45%. Градоначалникот Личков задоволен од постигнатите наплатувања на даноците и другите обврски на граѓаните и фирмите кон општината. Имаме и издвоеност наплатни извори на средства од приход, кои се данокот на имотот. Наплатата вкупно е околу 950.626 денара. Данокот на имот на правни лица е наплатен со вкупен износ од 108.000 денара и комуналната такса не изнесува околу 400.000 денара.
Комуналната такса за користење на улици со патнички товарни возила е наплатена во вкупен износ од 550.000 денари. Данокот на промет на недвижности е наплатен во вкупен износ од 1.400.000 денари по изготвени 322 решенија. Данокот на наследство и подарок е пресметан и наплатен во вкупен износ од 246.000 денари по утврдени 166 решенија, од кои во дел од решенијата обврзниците се ослободени од плаќање на данок на наследство и подарок. Административни такси во 2016 година се наплатени во вкупен износ од 340.000 денари. Каматата на ненавремено платена комунална такса е наплатена во износ од 6.041 денари. Изготвени се 3 облога и даночни решенија по нив. Облог за комунална такса за фирма и годишни решенија за 182 обврзника во вкупен износ од 884.000 денари. Облог за данок на имот на правни лица за годишни решенија за 40 обврзници во вкупен износ од 153.000 денари и облог за данок на имот на физички лица и годишни решенија за 2128 даночни обврзници во вкупен износ од 804.000 денари. Заедно со решенијата за 2016 година се изготвени и воедно се доставени и опомени за неплатените долгови на даночните обврзници и тоа по основ на комунална такса за фирма 128 и 1774 опомени по основ на данок на имот. Инаку во тек е ажурирање на податоците од Централниот регистар и од даночните пријави за нови и за ликвидирани фирми, а за ново изградените и доградени објекти кои се пријавуваат или откриваат, се изготвуваат записници и се прават проценки на пазарната вредност, која што ќе представува даночни основици за утврдување на данок на имот. Изготвен е и повик до граѓаните и до фирмите да ги измират своите долгови спрема општина Чешиново Облешево. Цели 6 децении брачен живот втемелен на голема љубов, доверба и слога. Круни се деновиве најстариот учител во Виница Ангел Богатиновски и неговата сопруга Дафина. Дали ваквите брачни примери постепено стануваат мит и заминуваат во историјата на легендите? Се запознаа да личната 1936, Северија 1957 година, а деновиве со една деценија плюс ја надминаа и златната годишнина, заокружија цели 60 години од бракот. Брак кој речиси по сите параметри останува пример кој заминува во историјата, бидејќи таква слога базирана на љубов и доверба цели 6 децении за нашите сегашни и идни генерации ќе остане мит, легенда за која ќе се раскажува или можеби потенцијален љубовен бестселер за кој доправа ќе се пишуваат романи или ќе се снимаат филмови. Ангел и Дафина Богатинови од Виница својата успешна љубовна приказна ја споделија со нас. Дафина била првата симпатија на Ангел уште од училиштето во село Оризари, каде го започнале образованието, а дружењето им започнало од средношколските денови и продолжува до денес. Ја можам да кажам на младите да не се плашат од брачниот живот. Брачниот живот пружа и радост и исполнување на желби, посебно кога се родат и деца, па после внуци, па правнуци. Во текот на брачниот живот од 60 години ние имавме еден на друг доверба. Прво и прво љубовта, второ довербата еден меѓу друг, трето искреноста, воздржливоста, разбирањето. Тоа е најважно. Доверба треба да се има кон и грижа не само за домот, туку и за семејството, за образование, за воспитание. Ангел не само како пример за учител, се покажал и докажал и како одличен сопруг кој и во најтешките денови е главната потпора на Дафина. Од мојот брак сум задоволна. Немаме нешто лоши работи. И такава може да биде со слогата. Со слогата, како и сега што сум нездрава, многу ме гледа, чуваме. Понатаму здравје, само со здравјето не сум борен, иначе се ми е добро.
Нивната љубов е опеана во безброј стихови напишани од ангел, а дел од неговите песни се објавувани во дневните весници како Нова Македонија. Инаку, генот на оваа брачна двојка го носат 2 родени ќерки, 4 внуци и 2 паравнука. Да не се претерува со пиење и јадење за празникот Свети Трифун, порачуваат свештениците. Традицијата може да се негува, но внимателно со алкохолот. Погрешно е досегашното мислење дека Свети Валентин е католички празник. Православен е и се слави на 12 август. Свети Трифун е православен празник, ден кога црквата го чествува празникот на светителот и заштитникот на лозарите и градинарите. И во никој случај не смее светителот да се представува како пијаница, а уште помалку луѓето да се опиваат на тој ден, апелираат свештениците. Традицијата може да се негува, но не треба да се претерува со алкохолот. Свети Трифун никогаш не бил пијаница, како што го представуваат луѓето, никогаш не ни одгледувал лозје, ниту учествувал во такви собири. Чествувањето на светителите треба да биде молитвено и литургиски. Она што не загрижува како црква е тоа што со ликот на светиот великомаченик Трифун има поврзано некои обичаи кои што не се во склоп со православното предание и православната традиција, тоа што го декларираат како пијаница, како човек кој што конзумирал алкохол. Доколку го прочитаме неговото житње, ќе видиме дека тој нема никаква поврзаност ниту со алкохолот, ниту со лозарството. Добро е да се побара благослов и молитвено застапништво на светителот, нели, за добар род, но никако да не се претерува со употребување и со консумирање на алкохолни пијалуци, посебно црвеното вино. Свети Валентин пак е православен празник, а не католички како што досега се тврдеше. Православната црква го празнува на 12 август. Поместувањето на датумот на 14 февруари од страна на католичката црква е со цел да се искорени или да му се даде христијанска димензија на обредот кој наполно се косел со христијанските норми на етичко живење, велат свештениците. Тој на вистина во неговите писма, во неговите посланија зборува за љубовта, но не за она еротската љубов, љубовта помеѓу мажот и жената, туку за она христијанска и дава една христијанска димензија на љубовта, а тоа е љубовта кон ближниот, односно кон секој човек и ljubовта нели кон Бога. Но како што кажав, под влијание на западниот свет добива една друга димензија именно на овој ден. Оние заљубени парови, да речеме, дојде како една тинејџерска љубовна приказна и се разменуваат подароци. Буквално Бог има дадено 365 дена во годината каде што треба да изразуваме нашата љубов не кон нашите сакани, нашето семејство, туку и она вистинската љубов кон секој наш ближен. Нема потреба од одредени денови или празници да се изрази љубов на некого или да се изненади со подарок, додава Арсовски, и ги поканува верниците на денот на чествувањето на Свети Трифун да дојдат на Светата Божествена Златоустова литургија, што ќе се служи во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Следуваат информациите од спортот. Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016 потпиша договор за соработка со џудо клубот Полиција од Приштина, Косово. Целта на соработката со други клубови е учество на меѓународни турнири, разменување искуства со познати тренери на џудо клубови, како и освојување на балкански медал. На иницијатива на Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016 за време на викендов беше организиран 3-дневен семинар и заеднички тренинзи со џудо клубот Полиција од Косово и нивниот тренер Антон Цена. Косовските џудисти се едни од освојувачите на олимпискиот медал по џудо, па целта на средбата е потпишување договор за заедничка соработка, разменување искуства и збратимување со клубот од Приштина. Ми смо дошли овде. Дојдовме во Кочани со цел збратимување на двата клуба. За време на викендов одржавме заеднички тренинзи и семинари со цел разменување на искуства меѓу себе. Јас ги очекувам џудистите од Кочани да дојдат кај нас во Приштина со цел да ја продолжиме соработката. Ова нема да биде посебно, значи ова е само еден почеток, каде што имаме понуда за заменување на 5 наши надпреварувачи
во март месец за Словачка. Така да мислам дека полека, ама сигурно ќе кориме кон освојување на балканска медалја. Кочанскиот џудо клуб и понатаму продолжува со своите активности и тренинзи. Со тренерот Цена се договорија за понатамошни заеднички действувања и учество на меѓународни турнири со цел освојување на балкански медал. Викендов се одигра редовните кола во втората футсал лига и третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Екипата на Унипап победи на гостувањето во Липково. Баскет Дино на домашен терен го совлада Кичево. Третолигашот Осогово пак доживеа пораз на пријателскиот надпревар против Плачковица во Радовиш. Во првенството на втората футсал лига се одигра редовното 11-то коло. Фудбалерите на Унипап гостуваа во Кумановско Липково на средбата со Карадаку, екипа која според прикажаното во изминатите кола има далеку послаби успеси од нашиот тим и се наоѓа на дното на табелата. Поради тоа, средбата за Унипап не беше особено тешка во серијата од 3 гостувања поред, па кочанските фудбалери победија со 3:1. Со тоа, од досегашните 3 надпревари во пролетниот дел, тие успеа да извлечат вкупно 5 бода и да го подобрат пласменот за едно место погоре. Во моментот, Унипап е на 8-то место со 10 бода и останува во групата екипи кои се извлекува од долната зона на табелата. Во следното 12-то коло, нашата екипа ќе гостува во Кавадарци на надпреварот против Црна река, која е второпласирана. Викендов се одигра и редовното 9-то коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Со тоа продолжија и надпреварите по зимската пауза, а Баскет Дино на домашен терен со висок резултат од 109:47 ја совлада екипата на Кичево. Со оглед што кичевчани се аутсайдери и со само 6 бода се на последното место, надпреварот со нив за нашиот тим не беше тешка задача. Сепак и со оваа победа, тимот на тренерот Сашо Лазаров останува предпоследно на табелата, но со реализирани 10 бода на своето конто, односно 4 повеќе од Кичево. Според распоредот на надпреварите, во следното коло нашиот тим ќе биде слободен, односно ќе паузира. Фудбалерите на Осогово пак ги продолжуваат подготовките со одигрување пријателски контролни надпревари. Викендов тие гостуваа во Радовиш против силната екипа на Плачковица и претрпеа пораз од 2:1. Крајниот резултат не ја отсликува прикажаната игра на теренот, со оглед што и двете екипи ја немаа очекуваната борбеност и желба за постигнување погодок. Тоа најдобро го покаже и крајот на првото полувреме, во кое голманските мрежи не се затресоа. Во вториот дел пак, домакините први дојдоа во водство со голот на Заревски, додека Осогово успеа да го изедначи резултатот со погодокот што го постигна Андреј Коцевски, откако претходно ја искористи невнимателноста на противникот и успеа да украде една топка. Победата на Плачковица дојде пред крајот на средбата со погодок што го постигна домашниот играч Таранинов. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.